Разговараме со Васка Берамовска Мустафа, државен советник во канцеларијата на Народниот правобранител, задолжена за одделот за заштита на правата на децата и лицата со попреченост. Темата е недостигот на образованието или неконтинуираниот процес на образованието во воспитно-поправниот дом Тетово. Добро дојдовте. Неодамна оформивте предмет по сопствена иницијатива за недостиг на образование во воспитно-поправниот дом Тетово. Децата кои се сместени таму од октомври има прекин во образовниот процес. Го информиравте или испративте известување до Министерството за образование. Чинам тоа беше на 30 ноември. 15 дена подоцна, од прилика околу 15 дена, Управата за извршување на санкции излезе со информација дека образовниот процес е обновен. Дали сте информирани за состојбата, како тече моментално образовниот процес во Волковија во моментов каде што се сместени машките деца кои што дошле во судри со законот и поради тоа им е изречена оваа мерка упатување во воспитно-поправен дом? По сознанијата дека образовниот процес со почетокот на учебната година кратко траеше и после тоа прекина, не оформивме предмет, по сопствена иницијатива се обративме до Министерството за образование и наука со информација по извршениот непосреден увид во воспитно-поправниот дом, каде што ги согледавме состојбите на лице место и потоа исто така континуирано продолживме да следиме кои мерки се превземаат, така да ние бевме во постојан контакт и со управата на воспитно-поправниот дом. Значи добивме информација паралелно со доставените ургенции до Министерството да добиеме информација така натаму дека се превземаат мерки и од 13 декември веќе започна образовниот процес во воспитно-поправниот дом за основно образование, односно за 15 штитеници кои што се на издржување мерка во Тетово и тоа предмет на настава за 2 ученика, односно за 20 штитеници и останатата одделенска настава од наставниците со продолжување на договорот за работа на ангажираните наставници од училиштето за возрастни Асмата. Оне што го имаме како информација е податокот дека продолжи на ист начин како и образованието кој што течеше до 7, односно до 10 октомври, помеѓу договор, склучен договор помеѓу Министерството за образование и наука и UNDP за ангажирање на наставници кои што ќе одржуваат настава во двете прилагодени или оформени училници за овие две групи на штитеници кои што ќе следат образование, иако познато ви е информацијата која што доставивме до Министерството за образование и наука, укажавме на потребата од изнаоѓање на формално системско решение на проблемот, на начин што со почеток на секоја учебна година ќе започне учебната година и за штитениците во воспитно-поправната установа, затоа што образованието е задолжително и тоа обврзува секој орган кој што е задолжен во случајот Министерството за образование и наука во соработка со Управата за извршување на санкциите да превземат мерки да нема прекин на процесот на образование, односно прекин на настава на децата кои што се во судир со законот и се сместени во домот од Тетово. Значи имаме еден процес кој што нема континуитет. Имаме обновување, прекинување. Каде го лоцирате проблемот на овој дисконтинуитет? Како овој проблем трајно би се решил, за да може и дали станува збор за класичен образовен процес? Дали тие деца учат како што учат децата во училиштата? Верувам дека не е така, меѓутоа може да објасниме од септември до јуни или имаат малку поинакви програми според кои што го довршуваат основното образование? Првенствено треба да имаме во предвид дека се работи за образование на воспоставување на образовен процес во една поинаква средина, односно во установа која што и со Законот за правда на децата е поинакво дефинирана како една специјална установа која што треба да има поинаков режим, имајќи го во предвид карактерот, типот на децата кои што се сместени таму, безбедноста нивна, потребата од обезбедување и така натаму и така натаму. За нас сметаме дека е добро тоа што се прават напори за воспоставување на образование, меѓутоа не е добро тоа што се решава проблемот со проектно изнаоѓање на решение на едно значајно прашање кој што одигрува големо значење во процесот на ресоциализација на оваа група деца,
која што е од битно значење тогаш кога ќе заврши издржувањето на мерката и треба да се вратат надвор во општеството помеѓу другите луѓе, да можат да се вклопат и да го продолжат нормално животот. Дали само има потреба во промена на законот за основно образование или тука го вклучуваме и законот за образование на возрастни? Овде сакам тоа да го потенцирам, дека се работи за образовна структура од една страна, меѓутоа и возрастна структура која што не го опфаќа оној возрастен период што го би требало да го имаат нели децата за возраст за упис, да речеме од прво до 9 оделение, следење на настави и така натаму, туку ние овде имаме група на деца кои што се со најмала возраст од 14 до 21 година од посетата што имаме направено, што значи дека и програмата која што треба да се образува, треба да биде соодветно приспособена и на условите, меѓутоа и на нивната возраст. Но она што сметаме дека е најбитно, треба по завршување на ова образование на децата во воспитно-поправниот дом да се здобијат со знаење, да се здобијат со вештини, меѓутоа и секако да имаат сертификат како јавна исправа, која што понатаму ќе му послужи на тоа дете, на тие деца по излегување од установата, доколку сака да го продолжат образованието, да го продолжат таму каде што може да го продолжат во некоја друга установа. Или доколку има потреба, а секако дека ќе има потреба од нивно вработување заради обезбедување на средства за екзистенција лични на своите семејства, да може да бидат конкурентни и да може да одговараат на потребите на пазарот на трудот. За да го утврдат нивото на нивното знаење, им се издадени потврди за одреден степен на знаење кој што укажува на тоа дека тие имаат некакво познавање, меѓутоа не е степен на завршување на образование. Потврдата не представува јавна исправа и тоа е факт. Меѓу другото, ако се гледа потврдата и на самата потврда пишува дека тоа не представува доказ за стекнат некој степен на образование. Нашата забелешка е дека образование на овие деца мора да биде формално и мора да има на крај добивање на диплома, уверение или сертификат од кој што нема да биде препознаено, да има знак дека тоа завршило во казнено-поправна установа, воспитно-поправна установа, а на тоа впрочем укажува и Законот за правда на децата. Тука ми произлегува сега неколку прашања од вашите одговори. Првото ми е дали ова, како што се нарекува проектно образование, е всушност формално образование или можеме да го сведеме на некој ниво на обука, неформално образование? Ако се има во предвид кои предмети ги изучуваат децата, што изучуваат, значи тоа се 7 наставници колку што, ако не се лажам, од Асма Карин кои што држат предавања, и најголемиот дел од нив се на оделенска настава, значи почетно писмено описменување, бидејќи ние затекнавме 9 деца целосно без никакво образование при посетата, или 7 деца без нецелосно основно образование, што значи дека тие се описменуваат, учат македонски јазик, учат математика или учат изборен јазик, ликовно, музичко или некои вештини и така натаму, што значи дека ова не е класично формално образование и имајќи во предвид дека тие не учат согласно програма, порано знам дека се образува согласно експериментална програма која што изработува Бирото за развој на образованието. А сега се нарекува програма за нивна едукација која што искрено не знам ни каде се вкрстува. Не може да се вкрсти ни во Законот за основно, нити во Законот, уште помалку во Законот за средно образование, а ја нема согласно оние правила кои што ги бара образованието за возрастни. Може би решението е тука. Ова категорија на деца, за ова категорија на деца да се изработи програма од Бирото за развој на образование или во надлежните други органи во рамките на Министерството за образование и наука, која што ќе потпаѓа под режим на она што значи квалификација стекна степен образование, за да може понатаму да има валидност, да може да се мери, односно да може да се знае дека определено дете кој што било сместено во воспитно-поправен дом, поминал такво образование, се стекнал со определено звање, кој што ќе му овозможи понатамошно образование. Вие бевте дел од тимот или го предводевте тимот што ја посети установата неодамна. Кажете ми на каква состојба ни идовте на терен? Какви се условите?
оствам образованието и во однос на образованието колку деца моментално се сместени таму и каков е степенот на нивното образование? Во моментот кога извршивме посетата, значи во октомври месец, ние затекнавме 20 на деца на возраст од 14 до 21 година со незавршено, само 2 или 3 деца има завршено средно образование, 3 деца со сигурно знам дека беа завршено средно образование, едно завршено основно образование целосно и 2 со завршено средно образование, останатите, како што споменав и претходно, се или без никакво образование или се без целосно оформено образование. Условите се без никаква забелешка, тоа е факт, имајќи во предвид дека проблемот со децата во воспитно-поправниот дом го следам долги години, ако компарирам нивното сместување во Велес, во затворот во Охрид и сега овде во воспитно-поправниот дом во Тетово во Волковија, слободно можам да кажам дека оваа зграда или ова установа изградена за децата е согласно стандардите. Но она што искрено мене ми падна впечаток и тоа го забележав и во нашата информација е тоа што и покрај напорите и добрата волја на директорот и на стручната служба го препозна влијанието или големата улога што има образованието, опремија дури библиотека со разни видови на книги. За жал, ако се има во предвид податокот колку од децата знаат да читаат, колку од нив се писмени и многу е веројатно крајниот одговор да се даде за тоа колку од нив навистина реално може да искористат оваа библиотека. Добро е тоа што во разговорот со децата, во разговорот, а и нашите активности следејќи ги надвор, нели, работејќи во други области каде што се поврзани со децата, ние ги среќаваме овие деца од воспитно-поправната установа, што е за поздравување, значи се вклучени во проектни активности кои што се надвор од воспитно-поправната установа, меѓу други деца и млади од државата, каде што даваат свој придонес, изнесуваат своји мислења, искажуваат своји перцепции за определени прашања и тука исто така бевме информирани дека за нив е подготвено и специјално студио музичко каде што самите поминуваат определен дел од денот, компонирајќи музика, снимајќи песни и така натаму, што е добар знак во помагање за квалитетна ефикасна ресоциализација на децата. Накусо да ми кажете, како системски да се реши овој проблем тие деца да имаат валидно завршено основно образование? Решението е образованието да влезе во законот за возрастни. И така беше и најавено, ние го следиме, нели, процесот, се уште не е донесен овој закон во собрание, иако беше најавен дека е влезен во собраниска процедура, каде што ќе се реши како поинако од моменталната состојба и секако ќе има поинаков ефект генерално на сето тоа што се вложува во процесот на образование. Сметам дека многу посериозно треба да се посвети внимание на ова прашање, кој што е клучно за понатамошниот развој на секој од овие деца, на понатамошната нивна промена, стекнувањето на определени позитивни навики, бидејќи не смеме да заборавиме дека сите овие деца, најголемиот број од нив, потекнуваат од дисфункционални, необразувани, нецелосно образувани семејства и ако и во установата каде што ќе поминат 1, 2, 3 или 5 години во зависност од оценката на установата и нели надлежниот суд за ефикасноста на ресоциализацијата, не успееме преку процесот на образование да им помогнеме и да им овозможиме кога ќе излезат со сертификат во рака да можат да се вработат, големи се можностите и шансите повторно некој од нив да ги видиме или во воспитно-поправниот дом, или во малолетничкиот затвор, или во некој од казино-поправните установи, а на што впрочем наидувавме во нашите посети, така да прашањето со немањето на образование секако ќе најде место во годишниот извештај на Народниот правобранител, препораките кои што се во дадени во информацијата со позасилена насока ќе бидат споменати и во годишниот извештај кој што ќе биде разгледан во собранието на Република Северна Македонија и секако веруваме дека ќе се стави акцент на ова прашање, конечно ќе се отвори и ќе се внесе прашањето на образование на овие деца и тоа не само за
со тоа што не само ќе се реши основното образование, туку ќе се реши генерално процесот на образование, затоа што ние во воспитно-поправниот дом затекнавме и деца кои што може би треба да завршат и средно образование, нели? А законот за средно образование помали се шансите да се применува во воспитно-поправна установа, имајќи го во предвид различниот карактер на или различните видови на средно образование во државата. И уште исто така треба да се има во предвид дека и лице кое што завршува средно образование, а е сместено во установа, доколку сака да се образува на високо образовна установа, и тоа право треба да му се обезбеди, затоа што постојат можности вонредно да се заврши тоа образование, и секако треба да се отварат ширум вратите на овие деца за остварување на процесот на образование во сите степени на образование непречени. Ви благодарам.